митрополитот Петар дека бил сменет од неговата позиција во работното тело на Светиот архиерејски синод, ме изненади, но не и ме изненади, да речам, оваа вест е некаде 50-50 за мене, бидејќи ги познавам одблиску состојбите со митрополитот Петар, уште пред да биде назначен овде за австралиски архиереј 95-та година беше пуштен во мисија со сегашниот поглавар, а тогаш митрополит. Беше пуштен и секретарот на Светиот архиерејски синод Ратомир Гроздановски во тоа време да ја оценат состојбата после оставката на митрополитот Тимотеј во декември 1944 година. Знаевме ние овде што не очекува и бевме на некој начин спремни да го дочекаме митрополитот Петар, бидејќи нашите информации кои беа од Светиот архиерејски синод нас убаво ни објаснаа за неговите просрпски ставови, односно српски ставови во тоа време, кое што јас можам и со документи да го докажам, го имам и писмото на митрополитот Петар, на 9 страници е напишано. Меѓутоа, не мислев дека ајде да се спремам со такви документи за да ги докажувам и преку социјалните мрежи, но постои тој документ. Имено митрополитот Петар кога дојде во Австралија 95-та година, австралиските медиуми го пречекаја како политичар а не како архиереј. Понатаму тој последните неколку недели, 2-3 недели, направи една голема кампања на македонските телевизиски медиуми, каде што жестоко не нападна нас, ја продолжи истата политика она од 95-та и 96-та, кога беше назначен за архиереј на австралиската новозеландската епархија, кој самиот тој и го промени името и ја продолжи повисока, поголема да биде. Неговото доаѓање овде не направи партал македонската заедница и отворе простор за дезинтеграција, за она што сме го работеле со години од 30-тите години на 20-тиот век. Но најмногу што забележав во медиумите беше класичен еден криминален напад, а не духовен, црковен, а не во лицето на Исус Христос, да видиш милина, да слушниш нешто Божјо, да ти се намовни кожата, да уживаш во неговите говори. Ова беше спротивно за нас македонците овде во Австралија, меѓутоа и преку телевизиските негови дебат, односно интервјуа, докажуваше колку е негативен архиереј за човек да не зборуваме. Во последните 3-4 интервјуа бев обвинет јас лично со одлука на Светиот архиереј, не на Светиот архиереј, на епархискиот управен одбор на австралиската епархија, предводена од Петар, каде што тој истиот ќе раководи овде и наредните 2 години со законите на Австралија. Тој е многу паметен. Кажува за други што треба да прават, ама меѓутоа тој не го прави тоа. Исто како свештеникот што го зачекале на голем петок на распетието Христово да јади варени јајца. Кога човекот му рекол: "Абе попе, зошто јадиш варени јајца?" Тој му рекол: "Кај гледаш ти варени јајца? Еве ги му вика пред тебе се." Не рече тој, јас се помолив на Господ, ги благословив и тие се компири, само ти гледаш со очите твои дека се јајца варени на Великден, на Христовото распетие, инаку тие се компири варени.
Ете така е работата и на митрополитот Петар. Јас сакав, го канев низ годините да дојди да се разбериме и на оваа македонска радиопрограма, меѓутоа, знаете, тој е како лисица, ќе направи проблем и бега од едно место на друго место. Но да се вратам на одлуките на неговата епархија, на мене ме прогласи исто така како екскомунициран Игор Аврамовски, исто така Александров и многу што, ајде за мене и за Игор се знае, тој зборува како да течи реката Амазон во Бразил, зборува за нас, но за архимандритот Гаврил да зборува толку отворено, толку недоветно, толку гнасно, дека архимандритот Гаврил од манастирот Свети Климент Охридски крадел пари, бил расчинет. Тоа навистина не можам да му го простам на митрополитот Петар без да се зафатам и да образложам вака преку вас, почитувани слушатели, и да не ве манипулира. Гледам уште има една рака луѓе, дали заинаат го прават за нас или толку знаат, не знам. А повеќе сум наклонет кон тоа дека го прават за инает. Иако знаат дека направе митрополитот Петар овде пустош, нека ви биде пример само центарот, македонскиот центар во Саншајн, дека сега денес се наоѓа во руина, дека е распаднат, а потрошивме милиони долари за да се направи во мое време, се 89-90 година, како и другите манастири. Тој воопшто око не му трепнува, центарот, е срамнет со земјата. Но да продолжам понатаму. Работата на архимандритот Гаврил, на монахот Гаврил во негово време, во време на митрополитот Петар, беше диаманска, не златна, диаманска. Од ништо отец Гаврил го направи манастирот Прохор Пчински да биде како пупка, шо вели Зоран Заев, како пупка да биде од трендафил. Цветаше уште, само требаше да процвета и да го остави. Меѓутоа тој му се закана со повлекување и знаете која беше причината? Причината ниту беше дека крадел, ниту, меѓутоа ова е наметнато од него и неговите пајташи овде, има уште 4 пајташи негови, му беше наметнато дека култот, важноста, архимандритот или монахот или калуѓерот Гаврил го правел во околу негот, а не Македонската православна црква, што беше комплетна лага. Јас иако немам стапнато до ден денес, ниту имам видено што имаше направено отец Гаврил, меѓутоа за отец Гаврил јас немам ни една точка или запирка да ставам или да кажам негативна. Зошто? Затоа што не ми беше гајлек кој под кого е, дали е под раководство на Петар, на Петреица, на Тимотеј, на Наум, на некој друг или четврт. Монахот видно направе убав манастир, ги собра младите луѓе во манастирот, ги собра средновековните луѓе во манастирот, ги собра и старите луѓе. А тоа на Петар не му одговара, почитувани слушатели, тоа е една таква личност што не сака да има нешто како што треба да биде во македонската заедница и со изговор дека градел култ, демек градел име негово, а не ја почитувал Македонската православна црква. Какви лаги, какви невистини, секој од вас овде може да потврди за отец Гаврил дека нема украдено 230.000 како што вели митрополитот Петар. Нека извади трансакцијата, нека покажи документи дека отец Гаврил од манастирот тогашен Прохор Пчински, а сега служи во Свети Климент Охридски во Кинглейк. Нека покажи каде се тие пари. Па ние на човекот му носиме јадење.
ние, за да може да се прехрани во манастирот, знаете како е. Дали бил Прохор Пчински, дали бил манастирот Свети Климент и Наум Охридски, или пак, односно Свети Климент па и Наум, другиот манастир, сите знаеме дека таму нема пари и нема плата. Таму нема пари за да се обстани, за бензин, колата да се ја поправиш, за струја, за јадење да не зборуваме. Затоа велам, нашиот народ е овде кидарежлив и како што ги направе нашите цркви, нашите храмови за погреби, за крштевки, венчавки и за духовно обединување на македонскиот народ, сето тоа го растуре како меорот со пилница владиката Петар, за да тера до овој степен 30 години од 96 година е назначен до ден денешен, што требаше ова порано да се заврши. Меѓутоа, немаја храброст надлежните архиереи во синодот да го отстранат од синодот, како што беше отстранет 89-та година. За мене е еден голем грев, почитувани слушатели, вие на социјалните мрежи кои ми следите, дека по негов притисок, силен притисок, на животи беше тргнат од тронот на македонската Климентова, Свети Климентова црква, поглаварот господин Гаврил. Тоа е преседан во православието во целиот свет. Во овие 2000 години и нешто, никогаш не се случило. Последното што беше како доказ колку е верна, добра религијата е со поглаварот на Арменија. Тој ниту одеше, ниту гледаше, ниту зборуваше, но додека не почина по природна смрт не беше сменет. Овие денови беше сменет. И што сакам да кажам? Сакам да кажам дека треба да се одбрани архимандритот Гаврил преку нас, верниците, преку медиумите, и да не оди да плука, да кажува дека црквите уште биле приватни во Австралија. Какви лаги? Невидени лаги. Па луѓе мои, Христови луѓе мои, па зарем толку ние сме слепи, зарем толку сме ние неписмени и не знаеме да погледнеме во тапиите што ги има Свети Ѓорѓи, што ги има Свети Кирил и Методија, што ги има Успение на Пресвета Богородица. Зарем до толку е слеп македонскиот народ. Не знаеме како е регистриран фудбалскиот клуб Македонија. Не знаеме како е регистриран фудбалскиот клуб Вардар и други организации. Се знаеме, меѓутоа еве човекот тврди дека и уште тврди, овие денови го слушав како кажува дека во Австралија епархијата на Австралија за Сиднеј е приватна, луѓето ги земаат парите, ги јадат, трчаат, прават куќи, не знам што правеле големи резилоци што слушав на македонските медиуми. Но зборувањето околу владиката Петар нема крај. Нема крај. Затоа ќе треба да посветам неколку часови и од она што имам поминато јас, што имам видено, јас лично од него, како бев бркан од македонските православни храмови, дали тоа беше спрема Исус Христос, дали беше тоа учење спрема Исус Христос, да ме бркаат од црквата со се фамилија на свадби, на венчавки, на погреби. Застанува свештеникот, излегувај надвор. Како бе това не е на таткот и не е храмот, храмот е Божји. Учењето е свето. Како го бркаш ти Ицо Најдовски со 3 дечиња и сопругата? Кој си ти for God's sake, што велат австралијаните? На погреб застана свештенико, додека си ти во храмот, јас ќе седам и нема да пеам. Замислете, а пеј дека и се моли на Господ дека ќе ја пушта во рајот. Па во каков рај на денот на погребот ти правиш 300 препреки, 300 злодела, човече Божји. А од друга страна ќе се молил да се смести во рајските градини. И што предизвикува ова? Предизвикува ова она што австралиската заедница, особено наикрена е сега грчката заедница, сакам збор 2
да кажам околу тоа, дека наикрена е грчката заедница, почитувани слушатели. Еве вчера или и во денешниот весник Неос Космос испратија писмо до сите пратеници во Викторија, зошто македонската православна младина од Австралија зборувала на македонски, зошто Македонија е минувала како Република Македонија, јазикот како македонски јазик, и зошто на поканата имаше политичари кои дојдоја на таа прослава, каде што имаше над 400-500 души, и сега грчката заедница бара од тие политичари да се изнесат јавно, да кажат дека спрема Преспанскиот договор македонскиот јазик не постои, Република Македонија е Северна Република Македонија и дека се натаму произлегува од Северна. И треба Австралија да го почитува тоа нешто. Меѓутоа, во Австралија законите се поинаку, но ние, кај нас е проблемот што ние немаме подкрепа ниту од владици, ниту од патрици, ниту од свештеници, со исклучок се разбира, ниту пак од македонските власти. Наместо тие нас да не подкрепуваат, тие нас не разединуваат. Апсолутно го кажувам ова очигледно, го кажувам затоа што велеше и Ристо Алтин и Стојан Србинов, на открито се гледа каков е нивниот однос спрема нас. Тие воопшто не ценат нас како некоја добра заедница и дека е меѓу врвните заедници овде во Австралија, македонската заедница. Наместо да се работуваат, да излегуваме сите заедно, ние сме распарчени до немај каде. Распарчени сме, почитувани слушатели, до немај каде. Меѓутоа не е кривицата кај македонците, не е кривицата кај обичниот човек. Кривицата е во организациите и влијанието над организациите од страна или од странство. Истото како што ни го направија со владиката Петар. Пустош направе овие 30 години, од 95-та до 96-та година, дури има храброст да кажи дека архимандритот Гаврил не го вика таков, туку вели дека е расчинет, дека не треба да биде примен и ги осудува македонските владици во Светиот архиерејски синод за злосторничко здружение, ги нарече и ги направе и нив партал. Сите се криви, само митрополитот Петар е во право. Меѓутоа, одлуката што ја донесоја за да се отстрани од работното тело, на негово место да влези струмичкиот владика Наум и заменик да му биде Пимен, за мене е една добра и важна одлука на Светиот архиерејски синод и се надеваме дека злосторствата на Петар доаѓаат при крај. Затоа што, како што кажував јас во минатото и овде на македонската радиопрограма, а и мојот научен труд во Хрватска беше улогата на МПЦ во Австралија, Канада и Америка. Убаво јас опишав дека Македонската православна црква е столбот на македонштината овде во Австралија. Носечка улога има Македонската православна црква, но за жал не можам да се пофалам за тоа со митрополитот Петар. Понатаму, почитувани слушатели, да кажам уште 2-3 зборови околу расчинувањето. Расчинет бил архимандритот Гаврил, потоа расчинети биле некои други свештеници, па мајко му стара, се што е расчинето во Австралија, во Македонија и онаму кај што беше во Шведска, каде што го избркаја, и во Америка каде што го избркаја, све што расчини, сето расчинето во МПЦ е на митрополитот Петар, никој друг. Ниту еден владика, архиереј македонски, нема расчинето свештеници. Никој не, тие ги пуштаат на некои послаби парохи, во некоја црква каде што приходот е помалку луѓе има,
тоа им е казната. Но да ги расчинат како тој што прави и сега да века по телевизиите јавно да ја изложува Македонската православна црква, да ја соголи до коски дека не функционира и дека тој работи само спрема уставот и светите канони кои тој ги измислува и ги кажува. Но тоа му се врате како бумеранг на митрополитот Петар. И покрај тоа што имаше фалби дека бил најстариот владика по години и по хиротонија, меѓутоа најневредниот е владика. Тој е вреден да растори за тоа што е учен, за тоа што беше упатен да прави. Македонската заедница овде ја направи пепел. Пепел ја направи. И не сакам толку да бидам негативен кон Македонската заедница заради еден човек, заради Петар Каревски, кој не однесе по судови. Мене не, воопшто. Јас ниту учествував во судови, па ниту пак имаше случај да може Петар за нешто да ме однеси. Ме носеше по адвокати, меѓутоа немаше никаков резултат од тоа, заради што сум зборувал јавно на оваа радиопрограма. Да, зборувам јавно, меѓутоа зборувам тоа што е право. Ако владиката Петар работеше како што треба овде, како што ние го советувавме, дека не можеш дедо Петар ти да го земиш на лопата, да го исфрлиш од Македонската заедница еден Ристо Алтин кој дошол тука во 1937 година на 17 години. Не можеш ти да го исфрлиш Ицо Најдовски Перин, не можеш да го исфрлиш Коста Радин, не можеш да го исфрлиш Мик Велјоски, Игор Александров, не можеш да го исфрлиш ти Сем Новачков, Сем Кристи од Перт, па Коста Ангелков и така натаму. Му укажувавме на тоа дека треба соработка и треба да се најде заеднички јазик. Ако тој го направеше тоа, можеби денес ќе бевме некаде повторно на самиот врв во австралиската заедница. Но неговата цел не беше тоа. Неговата цел беше да стане поглавар на Македонската православна црква. Не успеа, имаше 4 обиди. 4 обиди за вие кои не знаете. Петар да стане поглавар на МПЦ, но не го сакаја, го турнаја. Дали беа власти, дали беа зад власти, оние што се за разузнување, или самите владици и верници, не беше пожелен човекот. И во една прилика горд сум и нема да го заборавам ова што ми го кажа блажено упокоениот поглавар на МПЦ, кој беше одстранет во тоа време. Ние баравме правда за црквата што ја изградивме Успение на Пресвета Богородица, но, како што рече еден мој соработник, кај архиереот нема да најдеш правда. Или си со него, или си против него. Точка. Сакам да кажам на крајот, да завршам со поглаварот Гаврил, дека ми рече: Ице, ти си млад, гледам дека ги познаваш работите, гледам дека си македонски добро настроен, да знаеш дека од искуство ти кажувам дека митрополитот Петар и во задникот е србин. И дури имаш можности да се бориш против оние негови антицрковни, македонски антицрковни одлуки на МПЦ и на Република Македонија или на нашата татковина. Тоа што го кажа поглаварот покојниот Гаврил, тоа и се случи, но за жал сепак тој спрема неговата улога што ја има, тој е владика, има сила, има закон. Кој сум јас? Ицо Најдовски. Кој сум јас?
и што еден обичен човек ќе те спречи, ќе те устрами, еве како што беше тоа што кажав со покојната баба, излези од црквата, додека не излезиш, јас нема да слушам, вели свештеникот. И еве го и ден денес владиката Петар донесе одлуки, епархиски одлуки,